Носителот на кандидатската листа во изборната единица 3 од Коалицијата за промени и правда Весна Стоименовска оствари средба со граѓаните на Кочани. Ја презентираше изборната програма на коалицијата во која беа посочени проблемите со кои се среќаваат младите и жителите од Источна Македонија. За жал, градовите од Истокот се преполовени по бројот на жители. Тие не само што ги изнесоа парите, туку ги иселија и младите. Од Коалицијата за промени и правда порачуваме дека ќе ги вратиме и парите украдени на граѓаните, но ќе ги вратиме и младите, а политичарите ќе работат одговорно и честно за плата како и секој граѓанин на Република Македонија. Како мерка за задржување на младите тука предвидуваме фонд за млади за поддршка и вработување на млади и креативни кадри во износ од 2% од буџетот на Република Македонија. Како мерка за борба против сиромаштијата и нискиот животен стандард, минималната плата ќе ја зголемиме на 300 евра со поддршка од буџетот и секако средства кои што ќе се обезбедат преку силни антикорупцијски мерки, укинување на репрезентацијата на функционерите и секако кратење на сите непродуктивни трошоци. Во поглед на невработеноста, додаде Стоименовска, ќе се фокусираат на реална и максимална поддршка на малите и средни предпријатија со 3 до 5 вработени, бидејќи тие се стожерот на секоја економски развиена држава. Стоименовска истакна дека ќе биде вратен брендот на Кочани Оризот, а на Оризо производителите ќе им биде дадена реална откупна цена и сигурен пласман, а субвенциите ќе продолжат навремено да се исплаќаат. За крај Стоименовска рече дека промените ќе почнат од Истокот.